Почитувани гледачи, како што најавивме, повторно се враќаме во студиото на 1 ТВ по анализата на вестите од светот со колегата Дејан Андоновиќ. Сега имаме една многу интересна тема, тоа е развојот на емоционалната интелигенција кај децата и нивните родители. Токму на оваа тема имаме чест да разговараме со Нела Јолеска и Анета Коруновска, двајцата од EQ Excellence. За да ги запознаеме гледачите, што представува емоционалната интелигенција, како да се развие кај децата и кои се бенефитите од истата? Оно што е најважно и најсуштинско да се разбери за емоционалната интелигенција е како да бидеме умни со емоциите. Емоциите се енергијата, нашата животна енергија. Се она кое што го манифестираме дневно како однесувања, како зборови, како мисли, како наши ставови, во позадина е поддржано од нашите емоции. Кога не би биле присутни емоциите во животот на луѓето, не знам како би функционирале, како предмети, како нешто кое што нема суштинска енергија или уникатност. Всушност емоционалната интелигенција ја развиваме по моделот на Six Seconds. Тоа е најголемата светска институција која што работи на глобално, интернационално ниво и компанијата EQ Excellence е сертифицирана да ја мери и развива емоционалната интелигенција и можам да кажам со гордост дека на балканско ниво, значи балканските држави, ние сме единствена компанија која што го работи нивниот модел и јас сум напреден тренер на тренери. Анета Коруновска е тренер исто, кој што го има поминато програмот и работи по програмот Мали возрастни генијалци. И оно што го правиме, им помагаме од најмала возраст на децата и на нивните родители како да градат квалитетни врски. Пред се сами со себе, а потоа со останатите. Ценам дека во нашиот образовен систем имаме се поголема потреба за развој на емоционалната интелигенција. Ценам дека фокусот што го ставивме на развојот на талентираните деца, оние кои што се иднината на нашата држава и кои што представуваат идни предприемачи, идни бизнисмени, идни научници, идни, не знам, министри, идни луѓе кои што ќе водат институции, ќе водат тимови, посебно треба да ставиме акцент и поддршка на нив со едноставно фокус кон општеството и училиштата да ги идентификуваат нивните деца, кои што се талентирани и едноставно правиме програм кој што се надевам ќе се развие во школа за надарени и талентирани деца, кој што понатаму специјализирано и стручно се подлабоко ќе го опфати овај проблем. Пред да поминеме на следните прашања, само да ги подсетиме гледачите дека има и отворени телефонски линии на тема меѓуврсничко насилство во училиштата. Системот нема механизам за решавање на овој проблем. Секако гледачите, доколку имаат прашања за нашите гостинки, може слободно да се јават и да го постават. Елена, повели. Вака, јас би сакала исто така да се обратам до Анета Коруновска. Вие сте исто така обучувач. Сега би сакала да ве прашам на кој начин вие работите со децата, дали може би имате некакви работилници, на кој начин они можат да работат и на самите себе за да ја стекнат таа емоционална интелигенција со текот на годините? Како што постои изреката дека се тргнува од семејството и овој наш програм е единствен во нашата земја, каде што се работи во исто време со родителите и со децата на иста тема. Значи, сето тоа ние го спроведуваме со воведни делови, главен дел и завршен дел, каде што целта кога ја постигнуваме, без разлика дали родителите и децата, понатака очекуваме да се развива. Да биде тоа на еден забавен и креативен начин, за да се оствари целта да се искачуваме на скалилата погора. Со децата се работи постепено, затоа што ние не се свесни зависно од нивната возраст, што значи еден дел од тој гертан кој што ќе го градиме и на крајот тони со гордост ќе го носат. Значи сето тоа го правиме ние како тренери на емоционалната интелигенција, каде што ќе постигнеме целта да се разбуди и да стане родителот посвесен за својата околина, својата средина
и своите потреби да му помогне на своето дете да го насочи за понатака во животот. Пред да продолжиме со разговорот, ме информира дека имаме гледач на линија, доколку се слушаме, повелете со прашањето. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака сега, ја ги пратам гостинките, ја до сега не чув дефиниција што е тоа емоционална интелигенција. Пак би ги замолил да ми одговорат на 3 прашања. Прво, точна дефиниција што е емоционална интелигенција, колку видови на интелигенција постојат, да ги запознаат гледачите, дали емоционалната интелигенција е поврзана со љубовта и како може да бараат емоционална интелигенција кај младите ако основното од домашното воспитание не им е садено на младите, а тоа е дека љубовта е на прво место, онаа безусловната љубов. Без безусловна љубов не може да постои емоционална интелигенција. Основното тоа треба на младите да им се објасни и треба да им се всади. Значи, емоционалната нема љубов без емоционална интелигенција и обратно, нема емоционална интелигенција без безусловна љубов. Тоа треба да го разберат младите и од таму треба да тргнат. Со условна љубов или вештачка љубов, се од интерес да се гледа, не може да се постигне не може нити да се постигне, нити да се измери таа емоционална. И ме интересира уште едно прашање, дали емоционалната интелигенција е наследна и дали може да се зголеми со текот на животот. Благодарам. Благодарим и вам. Имаме неколку прашања. Ви благодарам. Навистина се радувам што овој гледач, се надевам и не следи во нашата работа, има всушност вистински прашања. Да почнам со дефинициите. Многу има дефиниции. Дефинициите ги дефинираат тие кои што се школи, кои што доаѓаат. Пример, во школата Six Seconds, оно што можам да најкратко да го кажам е дефиниција за емоционална интелигенција, како да бидеме умни со нашите емоции. Значи, емоциите се хемиските субстанции во нашето тело, кои што, кога би влегувала подлабоко научно да го објаснувам како се тоа електробранови кои што нашиот мозок ги препознава и како понатаму се пренесуваат во електроимпулси, во хормони, во активности кои што нашето тело ги спроведува, најкратко кажано, во однесување, е нешто кое што веќе влегува во објаснување. Даниел Големан има модел од 4 теми кои што ги опфаќа. Емоционалната интелигенција вика тоа дека е свесност, да сме личност која што е будна за своите емоции, своите мисли. Понатаму е делот на себе менаџирање, како управуваме самите со себе, понатаму што правиме и што превземаме кога треба да направиме некоја позитивна промена, посебно позитивна промена, и четвртиот дел како се манифестира социјалното наше однесување, тоа е социјалната интелигенција како ја развиваме, поттикната од емоциите. Во делот на дефиниции, верувајте, толку различни дефиниции ке слушните, поентата е се она кое што во животот го доживуваме како емоција, ние мораме да се разбериме информацијата која што е скриена во емоцијата. Зошто го чувствувам ова што го чувствувам? Дали ова емоција што ја чувствувам сум навикната и сум ја прифатила од мојата околина, мајка, татко, образование, пријатели, фамилија, поширок круг, да јас едноставно сум навикната таа емоција да ја манифестирам во одредена животна ситуација. Значи, ние кога ќе сватиме дека во одреден животен период нашите емоции не се наши, туку се навики кои што ги манифестираме заради тоа што некој некаде доминантно ги манифестирал, ние сме ги прифатиле и тоа не е најдоброто нешто за нас, тогаш емоционалната интелигенција стапува во акција. Што е најдобро за мене? Дали оваа емоција и времетрењето, што јас толку долго време сум заглавена во таа емоција, посебно кога станува збор за деструктивни емоции, е нешто на кое што работиме и методологијата која што сепак ние сме, како да кажем,
ученици, благо кажано, тоест тренери во Six Seconds, учиме по моделот на Six Seconds 3 работи. Што е оно што јас го правам, што е оно што јас го чувствувам и кои се шемите кои што постојано ми се повторуваат во одреден успех или во одредени грешки во животот, кои што предизвикуваат болка. Втората работа, во емоционалната интелигенција практично, што јас правам за да направам позитивна промена во мојот живот? Дали сме свесни со кој интензитет ги манифестираме емоциите? Дали сме свесни дека оно што го доживуваме како позитивно можеби има и некој негативен ефект врз нашиот живот? Дали зоната на комфорт која што ја живееме е причина да ние не се развиваме и да не направиме некои позитивни промени во нашиот живот? Дали сме свесни дека кога околината вика дека немаме можност да одиме напред, само до нас, од нас зависи дали ќе одиме напред или не, дали ќе имаме втора, трета шанса, дали ние ќе создадеме нови услови, независно околината што ни зборува. Значи, ние сме газди сами на себе. И третиот дел во емоционалната интелигенција, во Six Seconds, оно што реално ние го изучуваме, е што правиме со себе во животот. Дали живееме живот кој што сите останати очекуваат да го живееме, или живееме живот кој што нам ни има смисла, и ние сме тие кои што го водиме сопствениот живот кон нешто кое што се вика квалитетен живот. Ајде малку за програмата Мали и возрастни генијалци. Еве Анета нека одговори во какви фази е и кој е крајниот ефект кој што треба да се добие. Има прекрасни теми, баш како што е и гледачот што бараше да му се одговори поврзано со љубовта. Значи се што постои околу нас, збориме за жива и за нежива природа, е поврзано со љубовта во секоја смисла. Значи работиме на само градењето, на само довербата, на емоциите, на емпатијата, на самопочитувањето, да се издигне на највисоко ниво. За потоа, нели, да може човекот едноставно многу лесно, без разлика кој билам човек, дали е дете, дали е возрастен, да може да опстои во средината во која што се наоѓа. Таа се менува зависно од возраста, меѓутоа љубовта останува, љубовта кон тоа што наумел да го работи и на тоа што го работел претходно со уште поголем ентузијазам и љубов. На родителите би сакале да им понудиме и да им помогнеме во развојот на своите деца, без разлика на возраста во која што се наоѓа, зависно и поврзано со овој програм, затоа што секој чекор кажав дека може да дојде до една голема цел и до остварување на својата внатрешна емоција, внатрешна сатисфакција, значи, која што навистина ќе издигне не само како општество, туку и како лично задоволство на повисоко ниво. Ако може да додадам, кога зборуваме за љубовта, ние зборуваме за поврзаност со се, околу нас. Кога зборам поврзаност, не мислам само поврзано со луѓето, туку зборувам поврзано со планетата Земја. Зборувам поврзано со ова студио. Зборам со вас. Не може ние да зборуваме овде вака да не сме поврзани, да немаме нешто кое што едни со други ќе го надградуваме. Ако јас ве гледам само краткорочно како личност или субјект кој што може моментално нешто да ми делува, јас градам со вас краткорочен однос. Не се поврзувам долгорочно. Емоционалната интелигенција не ја вклучувам, не се интересирам за вас. Вие ќе го почувствувате тоа. И вие можете како ефект на огледало да го возвратите тој однос што го имам. Но што се случува ако искрено покажеме интерес едни за други? Што се случува посебно во моменти кога имаме конфликти? Она што денес сакам да го акцентираме. Што се случува со агресијата во училиштата? Што се случува кога едни со други како родители на деца кои што се во училиште секојдневно сведочиме на толку големи тензии, толку немање љубов. Недостатокот на љубовта од фамилијата, од таа основна клетка во едно општество се манифестира и во класот. Дечињата преполни со агресија, со неразбирање, доаѓаат, повредуваат други деца намерно, уживаат кога ја предизвикуваат болката кај другите. Ова е толку сериозен и длабок проблем што кога го издигнуваме на ниво на разговор со педагози, со психолози, со дефектолози, дури со директор на школа, неретко се соочуваме со одговор дека школото не може да направи ништо затоа што родителот на тие агресивни деца едноставно е
перфектибилен, не соработува, не сака да се поврзи, не му е важна врската. Не му е важно какво однесување на неговото дете, па и лично на тој родител, се манифестира на другите. Каде е љубовта? За каква љубов правиме муаве? Зборуваме за луѓе кои што се површни во емоциите, површни се во размислувањата. Не гледаат што прави однесувањето на нивното дете. И по автоматизам, после кратко време, децата кога се чувствуваат немоćни да одговорат на таа агресија, им остануваат две работи. Првата работа е да се отпишат од училиштето. Каде ќе одат? Во кое училиште? Соседното училиште. Што коите му најдат сличен проблем? Што ако повторно директорот каже, како што тази имаме искуство, многу скоро во училиштето каде што учи ќерка ми, дека едноставно системски не може да го решат проблемот. Родителот на агресивното дете едноставно не соработува. Факт е дека не се појавува на родителски, не соработува. Правиме голем проблем и ние знаеме дека тоа е недостаток на љубовта, но не може да му помогнеме на човек кој што не сака да му биде помогнато. Значи, акцентот и нашата потрага по голема будност кај населението е да сериозно обрнеме внимание на она што го викаме љубов во фамилијата. Нашите деца да ги учиме да ги прифаќаат разликите. Кога зборуваме за самодоверба во нашиот програм Мали возрастни гениалци, ставаме акцент на 4 работи. Нашата методологија зборува: градете самодоверба и не се плашите да влезете во конструктивна конфликтна ситуација. Изразете се себе си. Прифатете ги дека и другите имаат своје размислување, но бидете конструктивни. Сослушајте го, почитувајте го туѓото размислување, однесување, чувствување. Но кога едни со други не се гледаме, не соработуваме, не интересира што другиот мисли, тогаш настапува моментот на агресија која што е деструктивна. И тука ценам дека системски мора да се бара решение. Тукму следното прашање ми беше во таа насока, нели меѓуврсничкото насилство е се поприсутно во нашето општество. И сега кај оние деца кои што се веќе агресивни, како да се постапува со нив? Како вие, но и самите родители би требале да работат со децата за да се искорени таа агресија кај нив? Пред се не осудуваме, разбираме. Оно што го правиме, сакаме да воспоставиме контакт на најдлабоко суштинско ниво со луѓето. Значи, сите имаат причини зошто се такви какви што се. Временски не сме ограничени дека промената се случува за 1, 2, 3 дена или неколку години. Фактот е дека со самото разбирање на другиот зошто е таков каков што е и со разбирање правење на еден амбиент и на една атмосфера во која што се укажу, имаме техники, методологи, имаме знаење која што го практикуваме во тие работилници. Но основата, како што каже и самиот гледач, е љубовта. Зборуваме за љубов кон живо човечко друго битие, кое што има своја слобода да делува. Значи, начинот на кој што работиме е со освестување на единката. Тоа што го прави дека има своја цена, и позитивна, и негативна. И ги соочуваме да видат дека дури кога се соочуваат со доминантност, дека има начини, има техники. Значи, нам ни недостасува знаење. Не значи дека ако се соочиме со конфликт или деструктивност, дека тие навики што ги имаме, до тогаш дека се исти и толку, дека на тоа треба да застанеме. Напротив, тек тука ја отвараме вратата и почнуваме со нови техники, почнуваме со нови методологии, затоа што нас ни е вродена емоционалната интелигенција на сите. И ние може да ја развиваме се повеќе и повеќе. Таа е мудроста во животот. Така да ценам дека без емоционална интелигенција не постои живо битие. Не знам уште колку минути ни останаа од разговорот, меѓутоа еве ќе останеме на истата тема на меѓуврсничкото насилство. Споменавте дека децата кои што се малтретирани немаат избор, или треба да се отпишат или да го трпат тоа што им се случува секој ден на училиште. Како системот да го реши овој проблем? Со сериозно прифаќање и одговорно однесување. Се поголем број на родители се обраќаат до Центар за социјални грижи, до Инспекторатот на образование, па најверојатно до МЕГАШ. Значи, таму каде што школскиот електорат нема можност, механизми, најверојатно техники како да се справи со тие родители, јас отворено кажам дека групата на родители е многу посилна наспроти единката од другата страна.
Значи, обединети родители кои што сакаат здрав развој на нивните деца, кога ќе се вратат од школа, нивните деца да не ги прашаат прво кого го тепал и дали биле безбедни тој ден, туку што учеле, дали се спремаат за надпревари, што ги интересира. Да се стави акцент на дружењето, на социјалната интелигенција, на начинот на кој што се учат сами едни со други да се поврзуваат, да се почитуваат и сакаат едни со други. Значи, тоа е фокусот каде што треба да го ставиме во образованието. Затоа нашите работилници и овој програм кој што го имаме, едноставно на што не се учи на училишта, во формалното образование, ние ги учиме и децата и родителите со кој плюс вештини. Само почит, само доверба, критичко размислување, носење на одлуки, дури спроведување со кои стратегии да ги спроведат нивните одлуки, за да го дадат најдоброто од себе. Да, тука се ближи крајот на нашиот разговор. Малку време имавме. Се надам дека во следна прилика ќе имаме повеќе време да разработиме темата подобро. Ви благодарам за гостувањето. За крај Ви може благодарам да се каже. Секако да. Доколку имате нешто да дополните накратко да, за само. крај вака како порака, ако може доштат да ги расцвета и најубавите трњи и најубавите цветови, тогаш можеме и ние како дел од доштат да го створиме она што мислиме дека не е можно. Една убава порака за крај, а ние тука се одјавуваме, односно завршува третиот блок од Отворено студио 1, а сега следува емисијата Возење со Вучик, па останати понатаму на програмата на телевизија 1. Пријатно!